Државниот секретар за одбрана на САД Лојд Остин следната недела патува во Европа да разговара за Русија и Авганистан. Републикански гувернери ја тужат администрацијата на Бајден за наредбата за задолжителна вакцина. 3 години по убиството на новинарот Кашоги, активистите за човекови права бараат одговорност од саудискиот принц Мохамед бин Салман. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Државниот секретар на САД Лојд Остин следната недела патува во Европа со цел да ги зацврсти односите со НАТО сојузниците. Остин ќе ги посети Грузија, Украина и Романија, а патувањето ќе го заврши во Брисел на средби со сојузниците и партнерите во однос на одбраната. Тој се очекува да зборува за Русија, како и за приоритетите на НАТО алијансата по повлекувањето на трупите од Авганистан. Официјални лица од одбраната на САД за Гласот на Америка изјавија дека секретарот Остин и сојузниците ќе дискутираат каде да го пренасочат воениот фокус. Посетата се случува во време кога се доведува во прашање лидерската улога на Америка поради начинот на која заврши војната во Авганистан. А што друго ќе гледате? Речиси половина од сојузните држави во САД воведоа задолжително вакцинирање по извршната наредба на Бајден. Некои републикански гувернери пак ја тужат администрацијата дека ги крши личните слободи на граѓаните. Southwest е последната од авионските компании во САД која бара од вработените да се вакцинираат против COVID-19 по указот на претседателот Бајден во септември, со кој се бара вакцинација или неделно тестирање за вработените во големите компании, федералните работници и договорните соработници, како и вработените во здравствениот сектор. Денес повикувам повеќе работодавци да реагираат. Мојата порака е барајте од вработените да се вакцинираат. Со вакцините ќе ја победиме пандемијата. Без вакцинирање се соочуваме со бесконечни месеци на хаос во болниците, штета по економијата и училишниот систем, како и празни ресторани без профит. Претседателот во Чикаго посети градежна компанија која бара целосна вакцинација од вработените. Експертите по јавно здравје велат дека ова помага. Има зголемување на бројот на вакцинирани, а тоа е добро. Околу половина од 50 сојузни држави воведоа задолжително вакцинирање. Некои републикански гувернери ја тужат администрацијата дека тоа ги крши личните слободи. Правни експерти сметаат дека тоа не е силен аргумент, со оглед на веќе постоечките задолжителни вакцини против сипаници и полио. Вакцините станаа поларизирачко прашање. Идејата дека се работи за лична слобода доби нозе и тоа на многу начини го одложува одговорот на владата кон пандемијата. И покрај тоа што вакцините се бесплатни и достапни, Центарот за контрола и заштита од болести објави дека само 65% од популацијата има добиено прва доза од вакцината. Според последното истражување од Галуп, 92% демократите рекле дека примиле најмалку една доза, споредено со 65% меѓу републиканците. Некои одбиваат заради религиозни уверувања. Ана Пети, терапевт во болница во Њујорк, е една од нив. Во последната година и пол помагав против COVID на работа и не се заразив. Верувам дека Господ ме чуваше цело време. Повеќе од 700.000 луѓе почина од COVID-19. Таа пресвртница беше одбележена со изложбата на отворено со бели знаменца и одзвонување на камбаната од Националната катедрала во Вашингтон. Активистите за човекови права продолжуваат да бараат одговорност за убиството на новинарот Кашоги 3 години по неговата смрт. Тие сметаат дека САД не прават доволно за санкционирање на саудискиот принц. Во сеќавање на Кашоги неодамна беше организиран и настан во Вашингтон. Пред 3 години саудискиот новинар Джемал Кашоги влезе во конзулатот на Саудиска Арабија во Истанбул да извади документи за планираната свадба, но никогаш не излезе оттаму. Неговите пријатели и поддржувачи му одадоа почит на националното шеталиште во Вашингтон на 1 октомври, датумот кога тој беше убиен. Неговата свршеница Хатидже Ченгиз откри портрет на Кашоги, направен од неговите колумни во Вашингтон Пост. Ченгиз го обвинува саудискиот принц Мохамед бин Салман за нарачка на бруталното убиство.
Мохамед бин Салман го зеде Джемал од мене и од целиот свет. Прашањето е дали тој ќе биде повикан на одговорност или ќе се наградуваат убици. Американските агенции за разузнавање заклучија дека внимателно планираното и изведено убиство на Кашоги не би можело да се случи без знаење на моćниот саудиски принц. Салман ги негираше обвинувањата. За време на председателската кампања, Џо Бајден ја критикуваше администрацијата на Трамп за наклонетост кон саудискиот принц и вети дека ќе бара негова одговорност. Стивен Мекинерни е од проектот за демократија на Блискиот Исток. Тој рече многу јасно дека ќе го отфрли саудискиот режим, но направи сосема спротивно. И одржува ситуацијата статус кво, без да покажува многу наклонетост како Трамп. Демонстрирајќи многу поразличен тон од неговиот предходник, председателот Бајден рече дека нема да комуницира директно со саудискиот принц. Сепак, тој го испрати неговиот советник за национална безбедност, Джейк Саливан, да се сретне со принцот во Ријад, вели аналитичарот Питер Џул. Од извештаите што ги видов, советникот за национална безбедност Саливан зборувал за убиството на состанокот со принцот. Од друга страна, принцот бил луд, оти него добивал заслуженото признание за направените реформи. Мислам дека ситуацијата е во ќорсокак. Џул вели дека Кашоги бил влијателна личност во Саудиска Арабија и отимал блиски врски со саудиското кралско семејство пред да стане критичар на принцот за неговата цензура и прогон дома. Организаторите на настанот во негова чест во Вашингтон велат дека повикувањето на одговорност на оние кои го нарачале убиството е најдобар начин да се слави сеќавањето на Кашоги, како и да се заштитат сите други во светот кои се спротивставуваат на автократи. А еве што е ново за сите заинтересирани за виртуелната реалност и новите технолошки откритија. Hello and welcome. Во оваа компанија во Северна Вирџинија се формира нов начин за спојување на виртуелната и физичката реалност. The viewing room features a large video wall. Собата за гледање има голем видеозид каде што клиентите може да седнат и да работат додека ја наблюдуваат сесијата за снимање. Им овозможува да ги прегледаат готовите холограми заедно со продуцентскиот тим. Бен Шварц е генерален менаџер на Аватар Димензија. Ова е нашето волуметриско видео студио. Компанијата го има единственото сертифицирано студио на Microsoft Mixed Reality на источниот брег на САД, едно од 5 во светот. Технологијата може да создаде реални видеохолограми или аватари за забава, обука и деловни видеа, но и многу повеќе. So our stage here is comprised of 70 cameras. Нашата сцена се состои од 70 камери. Тие се наредени во круг од 20 метри, сите насочени навнатре кон лицето што стои во центарот. Има еден заокружен круг од 8 метри залепен тука на подот, што го представува просторот за снимање. Подпредседателката на Аватар Димензија, Кети Хакл, ја напиша книгата Зголемената работна сила, за тоа како хиперконективноста ќе го промени животот како што го знаеме. Хакл гледа голем потенцијал во заедничките виртуелни средини, колективно познати како метаверзум. Мислам дека тоа ќе отвори многу можности, бидејќи ќе се занимаваме со технологија на многу похуман начин. Значи, ние зборуваме за ограничување на времето поминато на екранот на децата денес. И во блиска иднина тие речиси и буквално ќе живеат во истите тие екрани. Линијата помеѓу виртуелната и физичката реалност продолжува да се замаглува. Во август Facebook Хоризонт воведе конференциски сали за виртуелна реалност, така што аватарите на соработниците може да седат заедно во конференциска сала. Но дали тие можат да излезат заедно на ручек? Благодарам на вниманието. Ви посакувам убав викенд и со нови информации се гледаме повторно во понеделник. До тогаш, пријатно.